Добар ден, ученици! Еве неповторно во е училницата. Ќе го следиме предметот математика за 9 оделение. Јас сум Снежана Петричка, наставник во Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. За да го следите денешниот час, треба да имате тетрадка, ленир и шестер, односно прибор за цртање. Затоа што денеска ќе работиме конструкција на правилни многоаголници пишани по кружница. Бидејќи не можеме сите да ги конструираме, ќе погледнеме неколку конструкции. Конструкција на впишан правилен шестоаголник и квадрат по кружницата. Кои се целите на денешниот час? Значи, вие треба да ја научите постапката за конструкција на правилен шестоаголник и квадрат впишани во кружница. Правилен, да се подсетиме, значи дека сите негови страни и внатрешни агли се еднакви. Потоа, истата постапка да ја извршувате. При тоа да користите прибор за цртање, линеар и шестер, и да работите точно, прецизно и педално. Да ја погледнеме првата конструкција. Ова е конструкција на правилен шестоаголник пишан во кружница. Вие веќе го гледате правилниот шестоаголник кој е впишан во кружница, односно конструкцијата веќе извршена. Како се изведува конструкцијата? Внимавајте добро и работите по тетрадката заедно со мене. Избирате една производна точка, која што ќе ви биде центар на дадената кружница. Даден ви е радиусот на кружницата, го зимате со шестер и го пренесувате на цртежот, така што ја опишувате со центар во точката О, ја опишувате дадената кружница. Сега прашањето е како да ги добиеме темињата на правилниот шестоаголник. Многу е важно да внимавате на следното. Не смеете да го смените отворот на шестерот, затоа што отворот на шестерот треба да ви биде колку што е радиусот. Тргнуваме од било која точка на кружницата и одсекуваме со помош на кружни лаци, одсекуваме од кружницата, така што ги добиваме точките Б, С, Д, Е, Ф, А, кои што ќе бидат темиња на бараниот шестоаголник. Ги поврзувате овие темиња и го цртате шестоаголникот. Ево, со сина боја. Истата оваа конструкција можете да ја примените и ако сакате да конструирате правилен триаголник, односно рамностран триаголник. Значи, ја применувате истата постапка, ги добивате 6 точки на кружницата, а потоа поврзувате секоја втора. Така ќе го конструирате триаголникот впишан во кружница. Правилен триаголник, затоа што сите негови страни и сите внатрешни агли му се еднакви. Понатаму, истата оваа конструкција можете да ја примените и за конструирање на правилен 12-аголник. Размислите кратко како можете да го направите тоа. Секако, значи ако конструираме симетрала на страните на шестоаголникот, тие ќе ја сечат кружницата
во една точка, која што ќе биде ново теме на раниот 12-аголник. Значи, тоа го правиме со сите страни на шестоаголникот. Ги добиваме 12 темиња и го конструираме 12-аголникот. Следна конструкција е конструкција на квадрат впишан во кружница. Значи, исто така, ќе одбереме точка што ќе биде центар на кружницата, со дадениот радиус конструираме кружница. Во дадената кружница ќе повлечеме еден диаметар. Така веќе сме добиле две темиња од квадратот, тоа се темето А и С. На овој диаметар, во точката О, конструираме нормала. Таа пак ја сече кружницата во точките Б и Д, што се темиња на квадратот. Го цртаме квадратот. Ево. Со тоа, конструкцијата на правилен четириаголник, односно квадрат, е завршена. Доколку сакат да конструираме правилен осумаголник, тоа ќе го направиме така што ќе ги конструираме симетралите на страните на овој квадрат. Симетралите ја сечат кружницата во нови точки, кои што ќе бидат темиња на осумаголникот. Го цртам. Вие понатаму размислите конструкција на кој многоаголник би можеле да добиете користејќи ја оваа конструкција. И се разбира, оваа лекција ви е достапна на страна 197 од учебникот. Таму можете да погледнете и да прочитате како тече постапката за конструкција на правилен шестоаголник и квадрат. И ви препорачувам да ги изработите задачите 2 и 4 на страна 200. Ви посакувам успех во работата и се гледаме повторно.